Високите температури не се новост, но жешкото не е како некогаш. Разликата за експертите е недвојбена, а причината за тоа е следнава. Сите го сеќаме тоа дека има некоја повеќе зрачење и така натаму, значи повеќе сонцето ненормално пече отколку што е нормално. Се работи за некои глобални климатски промени или се уште се некои природни така појави кои се јавуваат да речеме на 10, на 15 или на 20 години. Такви аномалии, односно такви ненормални временски услови се јавуваат. Затоа што високи температури сме имали земено уназад, да речеме, дали пред 10. Последната е 2007, да. Да, 2007 имаме 1987 имаше и така ненормални високи температури. Сега разликата е што моментално оваа година тие високи температури траат многу подолг период. Пеколните денови кои годинава се најбројни се порака до сите, а таа меѓу другото гласи. Да се размисла прво за нас, конкретно за Македонија, реорганизација, односно реунизација на терените во Република Македонија. Значи да се знае каде може да има жито, колку толку да има некое жито, каде може да има овощарници, каде може да има градинарство и така натаму. Значи тоа треба да се направи, што треба да се направи најбрзо. Колку досега од земјоделците ова го сватија и применија? Земјоделците, знаеш, не само земјоделците, многу народ не може да свати за тоа што тие промени можеби не ги очекуваше некој, може да кажеме, и самите стручњаци, тие што работат на таа проблематика се изненадени од сите тие нагли промени. Значи брзината. Што предвидува да речеме тие вакви промени да бидат после 5-10 години, ама ето случаја порано.